Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Да се асфалтира улицата Руѓер Бошковиќ бараат жителите од Банево Трло. Граѓаните се разочарани и апелираат до локалната власт на Куманово да го реши овој проблем кој со години се развлекува. Жителите на Руѓер Бошковиќ бараат да биде асфалтирана оваа улица која се наоѓа во населбата Банево Трло. На улицата која е во должина од 300 метри може да се забележат дупки и крпеници исполнети со сена и камени плочи. Жителите револтирано велат дека улицата е во очајна состојба и тие самите неколку пати пробале да ја санираат, но со секое врнење на дожд водата се слева низ должината на улицата и ја ископува. Улицата може да се види како изгледа. Од 80-та година ние имаме направено тука индивидуални куќи, што вика стамбени објекти. Тогаш на ова улица се плаќаше комуналие. Сите плативме комуналие по едно нов автомобил во тоа време. Овие куќи не се сега легализирани да се правени и тогаш дива градба, па сега да ги легализираме. Од тогаш до сега еве има многу ветувања, меѓутоа улицата и сега не е направена. Проблеми можам да ги кажам само да ги посочам и некои други работи. Зимски период овдека, пошто е право нагоре и плюс рупец, знаете дека се одржава само таму каде што се приоритетни улици. Тука солфрлање нема. Ова што е главна Михајло Пупин исто не ја посолуваат никогаш зимско. Само се Ѓорче Петров посолува улицата од Кеј па нагоре до Било. Во зимскиот период велат граѓаните на оваа улица никогаш не се посипува сол, а тие веќе почнале да купуваат и теренски возила бидејќи тука тешко поминуваат обични автомобили. Па што да порачам, сви што сакамо да се направите, тоа е. Сега деца не може да искочи на улица да саглам да се игра, да пројде, да точек да вози. Со скола не може да се пројде. Жителите од улицата Руѓер Бошковиќ од надлежните бараат што поскоро да им го решат проблемот. Полициските службеници спречиле шверц на 6 мигранти, од кој еден малолетник. Вчера, околу 11 часот, во атарот на селото Ваксинце, Кумановско, информираат од Министерството за внатрешни работи. Имено во текот на вчерашниот ден, во 11 часот, во атарот на селото Ваксинце, Кумановско, од страна на полициски службеници од Белановце, било сопрено комби и веко со скопски регистарски ознаки. При преглед на возилото биле пронајдени 6 лица, од кои 5 од Шри-Ланка и 1 лице од Пакистан. Возачот успел да побегне, додека мигрантите се донесени во секторот за внатрешни работи Куманово. Малолетното лице ќе биде сместено во објект за сместување на ранливи категории баратели на азил, додека 2 лица ќе бидат сместени во прифатниот центар Скопје, а останатите мигранти ќе бидат вратени назад во Грција. За настанот бил запознаен јавен обвинител, а по расчистување на настанот до основното јавно обвинителство ќе биде поднесен соодветен поднесок. Сдруженијето на акцијаши од Куманово ќе замине во посета на Краљево, каде ќе има и други здруженија од ваков тип од повеќе европски држави кои ќе споделуваат разни искуства. Локалната самоуправа на општина Куманово ќе одели средства кои се потребни за реализација на оваа посета. Сдруженијето Кумановски акцијаши и градоначалникот Зоран Дамјановски имаа примопредавање на застава. Станува збор за здружение на граѓани која негува традицијата од минатото, а тоа е акции во летниот период каде учество земаат граѓани од Куманово. Локалната самоуправа на општина Куманово и оваа здружение имаат добра соработка за чистење на различни локации во градот. Едно здружение кое е многу активно. Мене ми е драго што имам чест да се работам со овакви граѓански здруженија и тоа е иднината на едно граѓанско општество, прочем. Инаку Сдруженијето Кумановски акцијаши ќе замине во посета на Краљево, а општина Куманово ќе ги подмири патните трошоци по барање на членовите. Таму ќе има повеќе здруженија од ваков тип од различни држави кои ќе ги споделуваат своите искуства. Голема благодарност до локалната самоуправа, до медиумите и до сите граѓани што успеа овие денови да ми овозможат бригадата да ја оформам и да ја водам во Краљево. Благодарност до сите што дадоа допринос. Инаку во оваа здружение има повеќе членови од Куманово, од најмала до најголема возраст. Постарите членови се задоволни што постепено почнува се зголемува свеста кај луѓето за приклучување и учествување во едни вакви акции.
Од 22 јули започна сезоната за капење во градскиот базен во Крива Паланка, со кој што стопанисува јавното предпријатие Комуналец. Тропските температури привлекуваат голем број на посетители, а меѓу нив најбројни на малите. Спасот од летните горештини кривопаланчани, особено најмладите, го бараат во градскиот базен. Одговорните велат дека паралелно со растот на температурите расте и бројот на посетители, а децата се оние кои најмногу се разладуваат и се бавуваат на кривопаланичкиот базен, кој е отворен од 22 јули. Хигиената на водата во малиот детски и во големиот базен се одржуваат со филтер за прочистување и додавање на реагенси со дозер. Ова година сезоната започна со добра посетеност од 22 јуни. Градскиот базен е опремен со целокупната опрема што е потребна за базенот и сите реагенси кои се потребни за чистоќа на водата се додаваат со дозер во дозволени дози. Оваа година се прочистува нон-стоп со филтерот. Филтерот е уклучен 12 часа, нарочито кога е во полнек со капачи и работи нон-стоп. Посетители највеќе доаѓаат од помладите генерации до 17-18 години. За поголема безбедност на посетителите на градскиот базен активна е и спасувачката служба, која е задолжена за наблюдување на капачите. Тие велат дека како и секаде и тука постојат правила и кодекс на однесување. Па вака, значи до 14-15 години сите малолетни деца треба да дојдат со родители, да си пазат и на нив, а за повозрастните ние сме тука, значи ги почитуваат правилата. Ги опоменуваме нормално, не слушаат децата. Нема никакви проблеми. Пред се оваа сезона, за разлика од минатите, е поголем интересот, затоа што оваа сезона, како што можете да забележите, водата е почиста, потопла, посредена, се ставаат одредени хемички средства, со што се одржува водата по време да биде чиста. Помалиот и поголемиот базен, барот, сендвичарницата, пристапните цени, игралиштето за кошарка, одбојка на песок и пинг-понг на отворено, како и чистата вода се главните адути на ова градско катче. Најмалите посетители доаѓаат со придружба, додека оние поголемите најчесто со пријателите и остануваат во текот на целиот ден, односно од 10 до 18 часот. Кажи ми, дали често го посетуваш градскиот базен? Да, често го посетувам. Со кого доаѓаш најчесто? Со другарите. Како го минувате времето? Дали останувате цел ден? Да, по цел ден сме тука. Што правите Се најчесто? бањаме, седеме, играме карти. Дали често доаѓаш на базен? Да. Секој ден? Не, Со кого доаѓаш? со тата. Добре, а другарчиња дали имаш? Да. А дали знаеш да пливаш? Не. Добро, дали Само се леча. А дали е убаво тука во малиот базен? Да. Добро. И големи. Ти? Да, често доаѓам на базен. Со кого? Со мама, со другарки. Како го минувате времето тука? Па, седиме, се бањаме. Дали знаеш да пливаш ти? Да. Да, скоро секој ден. Со кого? Со другарката. И како го минувате времето тука? Па, супер одлично се забавуваме. Дневниот билет чини 50 денари, месечниот 500, а сезонскиот 1000 денари. Се прават последните подготовки за пуштање на отворениот и затворениот базен, како што најави градоначалникот Дамјановски. За 10 дена се очекува да се завршат сите градежни активности и технички прием на базенот. За 1 август го најави нивното свечено пуштање во употреба. Спортскиот комплекс отворен и затворен базен во локалитетот Спортска сала е во завршна фаза. Се прави чистење на затворениот базен и подготовка за негово полнење, затоплување. Се вршат пробни тестови на сите машински елементи. Како што најави градоначалникот Дамјановски, за овие 10 дена ќе биде завршено чистење на просториите, сите доработки околу малтерисување, гипс, картон и приклучување. 28 јули е рокот кој го наведе дека ќе бидат завршени сите градежни активности и технички прием на базенот, а на 1 август пред големиот празник Иринден ќе бидат свечено пуштени во употреба. Се надевам дека негде до 28
јули ќе биде завршено комплетно за технички прием затворениот и се надевам на 1 август дека отворениот и затворениот ќе биде свечено пуштено во употреба. Имаме уште доста работа на отворениот, меѓутоа тоа е еден широк фронт каде работат 4-5 екипи и се надевам дека со 1 август пред големиот македонски празник Илинден ќе го пуштиме во употреба и ќе отпочне експлоатација на овој спортски комплекс. Меѓу останатото, градоначалникот најави дека овие месеци е во план да се изготви програма за училишен спорт во кој ќе бидат опфатени сите училишта во Куманово. За најмалите е предвидено да се направи платформа од 1 метар, каде ќе може да го учат пливачкиот спорт, а за најискусните предвидени се стази за надпреварување. Во наредните месеци, значи негде август и септември, ќе направиме програма за училишен спорт, каде дефинитивно ќе дадеме можност на сите училишта во општина Куманово да ги користат за школски активности. Имаме проект кој на некој начин ќе направиме платформа на двата дела, каде малечките возрасти до метар ќе имаме можност да ги даваме пробни пливања, учење на пливачкиот спорт, а потоа ќе имаме и стази за надпреварувачи и пливачки клубови. Дамјановски рече, општината нема ниту свој човечки ресурси, ниту пак ингеренции да стопанисува со комплексот. Имаме една законска пречка која разгледуваме со дирекцијата за имотно-правни односи. Мислам дека сме во завршна фаза и на наредна седница ќе дојдеме до решение за давање на стопанисување со едно од големите предпријатија кој ќе има капацитет да го води овој спортски комплекс. Во централниот објект на основното училиште Илинден во Крива Паланка интензивно се работи на реконструкција на училишните простории. До почетокот на предстојната учебна година треба да бидат обновени вкупно 10 училници. Средствата се од сопствен буџет во висина од околу 800.000 денари. Реконструкцијата во централниот објект во Кривопаланичкото основно училиште Илинден ќе опфати промена на подовите, обнова на електричната инсталација и нови тавански и ѕидни површини на вкупно 10 училници. Според директорот на училиштето Оливер Дејановски, инфраструктурните зафати треба да завршат до почетокот на предстојната учебна година, а средства за истите во висина од 800.000 денари се обезбедени од сопствен буџет. Оваа година започнавме со реконструкција на Централното општинско училиште Илинден. Ние во овој момент се наоѓаме во една училница каде што правиме еден посебен кабинет и исто така правиме и други училници кои што ќе бидат веројатно завршени до 1 септември. Воедно може да кажам дека после неколку години ние настапуваме кон градежна експанзија, каде што се менува подовите на 3 училници, се менува инсталацијата на 4 училници и на другите училници се менува кровната конструкција и ѕидната. Така да вкупно училници за менување имаме 10, заедно со електрична инсталација и подна инсталација. Воедно може да кажам дека учениците од 1 септември ќе учат во нови училници, каде што навистина во еден преубав амбиент, бидејќи тие тоа го заслужуваат. Средства за инвестицијата каде се најдени? Средствата се сопствени средства од самото училиште, излегува негде околу 800.000 денари. Одговорните планираат во текот на зимскиот распуст следната учебна година да инвестираат во промена на столаријата во училниците на приземјето. Верувам дека ние нема да застанеме, ќе продолжиме со истото интензитет, ќе направиме една друга јавна набавка за сменување на вратите и други некои активности во училиштето. Инаку периодов во тек е целосна реконструкција на подрачното училиште Илинден Моштевњак 2 во село Моштевњак со средства од Министерството за образование и наука и локалната самоуправа на Крива Паланка. Во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2016, која ја организира локалната самоуправа на Крива Паланка во соработка со Националната установа Центар за култура, а со финансиска поддршка од Министерството за култура. Во петок, 22 јули, со почеток во 20 часот, на градскиот плоштад Културно-уметничкото здружение Фолклористи ќе одржи целовечерен концерт, додека во Кратово, ден претходно, на градскиот плоштад целовечерен концерт со почеток во 21 часот ќе одржи рок составот Пеперминт.
Од 1 август годинава само лиценцирани туристички водичи ќе можат да реализираат тури на археоастрономскиот локалитет Кокино. Посетата на локалитетот ќе се наплаќа преку карти или уплата на жиросметка. Оваа одлука е дел од проектот на Националната установа Музеј Куманово и УСАИД проектот за експанзија на мали и на средни бизниси. Од 1 август годинава само на лиценцирани туристички водичи ќе им биде дозволено да водат тури на локалитетот Кокино. 52 водичи ќе добијат уверенија за туристичко водење во Музејот на македонска борба на 21 јули. Една од најважните измени во поглед на менаџирањето на локалитетот, а со цел негово самоодржување, е одлука да се започне со наплата на влезници за посета на Кокино. Една од најважните погледи, значи најважните промени во поглед на менаџирање на самиот локалитет, а со цел на негово самоодржување и одлуката да се започне со наплата на влезници за посета на самиот локалитет. Наплатата ќе се врши со купување на карта од нашите чувари кои што се наоѓаат на локалитетот или пак преку уплата на жиросметката на Националната установа Музеј Куманово, поединечно или за група посетители, sejedno, без оглед за какви посетители станува збор, и со прикажување на потврдата на уплатата на самиот чувар ќе се влегува на локалитетот. Се тоа ќе започне од 1 август 2016 година, така да ќе биде дозволено водење на тури на посетители само на оние туристички водичи кои што ќе бидат лиценцирани. Измените околу менаџирањето се поддржани и реализирани од страна на проектот на USAID за експанзија на мали и средни бизниси. Целта е да се обезбеди одржлив финансиски модел за одржување, развивање и промовирање на археоастрономскиот локалитет Кокино. Овие водичи претходно ја поминале бесплатната одлука и сертификација за туристичко водење на локалитетот, која ја одржале археолози од установата. 3 обуки се бесплатни, за понатаму ќе видиме. Јас се надевам дека со ова ќе успееме да направиме поголема промоција на локалитетот, но и да обезбедиме одреден финансиски бенефит, а се со цел за самоодржување на самиот локалитет Кокино. Претходно преку проектот на USAID за експанзија на мали и средни бизниси направена е мобилна апликација, поставени се патоказни табли и инфотабли и оградени се неколку критични точки на локалитетот. Македонија ја издаде еврообврзницата во вредност од 450 милиони евра по купонска каматна стапка од 5,6% годишно и рочност од 7 години, што се исклучително поволни услови со оглед на сложената политичка ситуација во земјата, информираат од Министерството за финансии. Успешното издавање на еврообврзницата е верификација на добро спроведениот процес во исклучително неповолен и тежок политички амбиент. Средствата од еврообврзницата ќе се користат за буџетски потреби во фискалните 2016 и 2017 година, како и за отплата на долгови кои доспеваат. Владиниот тим успеа да ги обезбеди неопходните средства значајни за одржување на макроекономската стабилност и развојниот тренд на македонската економија. Постапката за издавање на еврообврзницата се одвиваше согласно сите законски прописи, истата беше усогласена со Министерството за правда, правните застапници на владата на Република Македонија и правните застапници на конзорциумот на банки преку кои се издаде евроврзницата, се наведува во соопштението од Министерството за финансии. Порталот Wikileaks објави околу 300.000 електронски пораки директно од серверот на владеачката партија на правдата и развојот во Турција. Пратениците од Националното собрание на Франција дадоа зелено светло за ново 6-месечно продолжување на вонредната состојба во земјата по атентатот во Ница. Републиканците го номинираа милиардерот Доналд Трамп за нивен кандидат за американски претседател на изборите на 8 ноември. Вести од светот. И покрај многобројните хакерски напади, порталот Wikileaks вчера вечер објави околу 300.000 електронски пораки директно од серверот на владеачката партија на правдата и развојот во Турција. Меѓу нив има и илјадници документи поврзани со оштетувањата во земјата, кои се одговор за обидот за државниот удар извршен минатиот петок. Според Wikileaks, електронската пошта содржи документи за справување со светот, но и многу интерни внатрешни проблеми на земјата. Wikileaks наведува дека
ова се само мал дел од илјадници документи и дека укажувачкиот сајт ниту ја поддржува, ниту е против политиката на Ердоган, туку само е за вистината. Сајтот наведува дека ова е само првиот дел од илјадниците документи кои ги поседуваат и ќе ги објават. Пред објавувањето Wikileaks претрпе многу хакерски напади, откако соопшти дека турските владини сили ќе се обидат да го спречат објавувањето на материјалите од партијата на правдата и развојот во Турција. Како што беше посакувано од страна на опозицијата, претениците од Националното собрание на Франција дадоа зелено светло за ново 6-месечно продолжување на вонредната состојба во земјата по атентатот во Ница. За продолжување на вонредната состојба гласаат 489 од претениците, 2 беа против и 4 се воздржаа од гласањето. Прогласена од страна на шефот на државата по нападите во Париз и Сен-Дени на 13 ноември 2015 година, вонредната состојба е продолжена од страна на парламентот во ноември, февруари и мај. Последното продолжување беше за 2 месеци место 3 претходно, за да се осигура безбедноста на еврото и на Тур де Франс, која завршува во недела. Во интервјуто дадено на 14 јули, председателот Франсуа Оланд изјави дека нема да биде побарано продолжување на вонредната состојба, но атентатот во Ница што се случи истата вечер ја промени ситуацијата и анализите. Републиканците го номинираа милиардерот Доналд Трамп за нивен кандидат за американски претседател на изборите на 8 ноември. До ова дојде и покрај несогласувањата во нивните редови за неговата способност на таа функција, забележани на Националната конвенција на Републиканската партија во Кливленд. Спикерот на представничкиот дом на Американскиот конгрес, републиканецот Пол Рајан, удри со чекан и беше официјално Доналд Трамп станува републикански кандидат за претседател на САД. Тоа безбеди 1725 делегатски гласови потребни за да влезе во претседателската трка. Тоа означи и крај на надежите на оние кои се надеваа дека ќе може да го спречат изборот на бизнисменот од Њујорк и да ги натераат делегатите да гласаат за некој помалку контраверзен. 70 годишниот Трамп во изминатава година успеа да се справи со 16 ривали меѓу републиканците, кои исто така сакаа да ја добијат партиската номинација за Белата куќа. Сега републиканските лидери се надеваат на тамошниот тек на 4-дневната конвенција која почне во понеделникот да искористат за намалување на разликите во партијата и да го представа Трамп како човек со цврста рака кој ќе се бори против законите по безбедноста на земјата дома и во светот и како креатор на нови работни места. Републиканците исто така го номинираа гувернерот на Индијана, 57 годишниот Майк Пинс, за кандидат за подпредседател на САД. Ракометарките на Куманово по одличниот настап сезонава на домашната сцена се пред нов предизвик настап на европската ракометна сцена. На жребката која се одржа во Виена, Куманов ќе ги добија противниците, а тоа е шпанската екипа на Хелветија. Првиот надпревар од второто коло Куманов ќе го играат на домашен терен на 15 октомври, а реванш мечот во Шпанија на 22 истиот месец. Женската ракометна екипа на Куманово на ждрепката што се одржа во Виена ги дозна противниците за Челендж купот. Откако Металург го откажа своето учество на европските надпреварувања, Куманово доби шанса да се надпреварува. Ждрепката сакаше вториот македонски представник ЖРК Куманово во второто коло Челендж купот да се надигрува со шпанската екипа Хелветија од Мадрид. Раководството задоволно од противникот, како што велат, очекувале тежок противник. Доколку извојуваат победа на домашен терен, Кумановки ќе патуваат во Португалија и ќе играат против Коледж де Гала. Па мислам од четирите можни противници, нам ни се падна по обичај најтешкиот, нели? Знаеме дека екипата доаѓа од една ракометна земја како што е Шпанија, која во женскиот ракомет во последните 10 години редовно на големите надпреварувања освојува медал, игра финалиња, полуфиналиња. Така да мислам ние не се однапред предаваме, ќе видиме со каков ростер ќе располагаме сега кога ќе се собереме, нели, од 3 август и да видиме на кои позиции сме така потенки. Добро би било да можеме да се квалитетно појачаме, така да можеме да одговориме на овој двомеч.
Ракометарките сега се наоѓаат на заслужен одмор, а веќе од 3 август екипата повторно се состанува за да ги започне тренинзите и подготовките. Според Пеовски, здравствениот билтен на ракометарките со завршувањето на сезоната не беше најдобар, но допрва ќе се види кои ракометарки ќе може да настапуваат. Па ние минатата сезона не го завршивме баш добро, не ја завршивме, затоа мислам дека во овие 2 месеци, нели, месецот јуни го работевме малку, ова јули се пуштени сите, мислам дека би требало да биде секако што треба. Сепак додека не почнеме, нема да знае. Првата средба ракометарките на Куманово со шпанска Хелветија ќе имаат на 15 октомври, а реванш мечот е на 22 октомври во Шпанија. Освен ЖРК Куманово, во Челенџ купот од македонските представници и јуниорската екипа на ЖРК Вардар. Ракометната федерација на Македонија ја исплати премијата од 30.000 евра на машката сениорска репрезентација за пласманот на светското првенство во Франција. Македонија обезбеди учество на Мундијалот во Франција, откако ја совлада репрезентацијата на Чешка во квалификацијскиот двомеч. Ова е 5-ти обезбеден пласман на македонските машки сениори на светските првенства. Македонија претходно настапуваше на светските првенства во Египет во 1999, во Хрватска 2009, во Шпанија 2013 и Катар 2015 година. На светското првенство во Франција 2017 Македонија ќе се надпреварува против Шпанија, Словенија, Исланд, Тунис и Ангола. Македонскиот шампион Вардар вечерва во Загреб на Максимир го игра реваншот од квалификациите за Лигата на шампионите против Динамо. Црвено-црните мора да постигнат најмалку 2 гола за да се надеваат на чудо. Вардар ќе има тешка мисија во Загреб. Негативо од 2-1 и силен противник пред себе, но во фудбалот има изненадувања, на едно такво се надева и македонскиот тим. Вардаровата експедиција на гостувањето отпатува со голема мотивација и надеж дека може да ги израдува своите фанови. Пристапот на теренот на фудбалерите на Гоце Седловски мора да биде таков каков што и најавуваат во изјавите пред надпреварот. Храбро, без страв, со максимална концентрација за да се обиде да се изненади противникот. Вардар има проблеми со отсутни фудбалери. Во составот кај го нема Горан Попов поради повреда и Мијушковиќ, за разлика од македонскиот првак. Динамо Загреб ќе биде засилен со недобриот свој играч Марко Пјаца, за кого дуелот со Вардар ќе биде негов последен за хрватскиот клуб. До крајот на неделата треба да стане фудбалер на Јувентус. Гоце Седловски мора да постави офанзивна игра за да направи изненадување. Во стартниот тим би требало да биде и Новаилијата Балотели кој надпреварот во Скопје го почна од клупата. Динамо Загреб е голем фаворит за пласман во следната фаза, Вардар мора да одигра на високо ниво за да направи чудо и да остане во квалификациите од Лигата на шампионите. Бугарскиот стратег Николај Желјасков е именуван за нов селектор на македонската машка одбојкарска репрезентација, информираше Одбојкарската федерација на Македонија. Искусниот Желјасков на селекторската позиција доаѓа на местото на Жарко Ристовски, кој поднесе оставка по настапот на Final Four во Евролигата. Желјасков на кормилото на македонскиот национален тим беше и претходно, од септември 2013 до пролетта 2014 година. Предводникот со кого нашата репрезентација постигна најголем успех во еден квалификацијски циклус, повторно е на кормилото на машката селекција. Желјасков ги познава доволно добро играчите и мотивиран е да продолжи онаму каде што застана во 2014 година, се вели во соопштението на Одбојкарската федерација на Македонија. Бугарскиот тренер во својата кариера бил селектор и на Бугарија, а како тренер работеше во екипите на ЦСКА Софија, Нефтохимик, Олимпијакос, Ираклис, Никија и Фламенго. Селекторот на македонската кошаркарска репрезентација Драган Раца во понеделникот ги започна подготовките за квалификацијскиот циклус за пласма на Европското првенство во 2017 година. Раца на поширокиот список повика 18 кошаркари, но на првиот собир во спортскиот центар Јане Сандански се појавија 12: Александар Костовски, Димитар Караџовски, Адем Мекич, Војдан Стојановски, Дамјан Стојановски, Стојан Ѓуровски, Маријан Јаневски, Бојан Крстевски, Бојан Трајковски, Кирил Николовски, Јумир Младеновски и Марко Дујковиќ. Бекот Марко Симоновски има повреда на грбот и тој дополнително ќе се приклучи на подготовките, и Андреј Магневски кој со младата репрезентација настапува во Грција. Селекторот и неговите соработници во наредните денови треба да решат кој од странците кои имаат македонски пасош ќе биде повикан во репрезентацијата. Раца не исклучува тоа повторно да биде Лестер Бомекелеп. Раца смета дека има доволно време за подготовки до стартот на квалификациите и дека противниците, особено Велика Британија и Унгарија, се добро анализирани. Инаку како дел од подготовките, репрезентативците ќе бидат домакини на Трофеј Македонија
на кои ще ќе учествуваат Црна Гора, Босна и Херцеговина и Белгија. Европската фудбалска унија дала согласност од сезоната 2017-2018 да стартува регионалната фудбалска лига, во која би се надпреварувале клубовите од поранешна Југославија. УЕФА покрај согласноста за формирање на фудбалската регионална лига ќе обезбеди значајна помош за затворање на финансиската конструкција. Наводно, шампионот во ова лига би изборил директен пласман во Лигата на шампионите. Регионалната лига би имала 14 или 12 екипи од Хрватска, Србија, Словенија, Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Фернандо Сантош го продолжил договорот до 2020 година, соопшти Националниот фудбалски сојуз. Фудбалскиот сојуз на Португалија реши да го награди Сантош со нов и финансиски подобрен договор, откако успеа со репрезентацијата да го оствари најголемиот успех во фудбалската историја. Сантош по завршувањето на Евро 2016 доби понуда од кинескиот Пекин Гуан, вредна 8 милиони евра годишно, но тој реши да не го менува работното место. Фернандо Сантош Португалија ја презеде во 2014 година, веднаш по светското првенство во Бразил. Меѓународниот олимписки комитет нема да ја суспендира Русија од Олимписките игри во Рио де Жанеиро. МОК ќе ги казни одговорните функционери кои се споменуваат во извештајот на Светската антидопинг агенција, кои се одговорни за системскиот допинг во Русија. Комисијата на ВАДА во понеделникот ја обвини Русија за лажирање на допинг тестовите направени за време на Олимписките игри во Сочи во 2014 година. Веднаш реагираше и рускиот претседател Владимир Путин, кој рекол дека во прашање е мешање на политиката и спортот и дека доказите се од сведочењето на Григори Радченков, кој го нарече човек со скандалозна репутација. Ова годинешното издание на тенискиот турнир во Торонто ќе биде значително ославено, откако по откажувањето на бранителот на титулата Енди Мареј следуваше и повлекување на уште двајца конкуренти за насловот, швајцарецот Рожер Федерер и неговиот шпански ривал Рафаел Надал. Без овие двајца тенисери ќе мине Роџер скупот кој треба да стартува наредниот понеделник и последен е турнирот серијата 1000 пред Олимписките игри во Рио. Времето во Македонија денеска ќе биде сончево со умерена облачност и со умерен северен ветер. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.